Почитувани гледачи, еве неповторно назад продолжуваме со ова празнично издание на предпладневната емисија Колосек. Наред е да ја најавам и мојата втора гостинка за денеска. Чест ми е што повторно до мене во студиото е госпоѓата Тања Турунџиева, нутриционист од Вита Диет клубот. Добар ден, Тања, и добро ми дојдовте. Добро ве најдов. Вие сте наша редовна гостинка. Овие великденски празници и завршувањето на 49-дневните пости е вистински повод да ни гостувате и да позборуваме нешто повеќе околу здравата исхрана, дека и за оние кои што успеале да ги испостат 49 дена, не треба веднаш да се фрлат на мрсна храна и како сето тоа нели ќе влијае врз нивниот организам. Најнапред честитките за сите оние кои што го дочека Великден во семејно расположение. Убав и денешниот ден, Ѓурѓов ден. Значи така некако многу ни се собраа празници пред тоа, 1 мај, сега е Великден, денеска Ѓурѓов ден. Обично традиционалната наша кујна знаеме дека за Великден е јагнешко и се консумираат великденските јајца кои што се традиција на самиот празник. Меѓутоа морам да напоменам дека не треба да се претерува, се она што е претерано ќе се контраиндицира на метаболизмот и на организмот и нема да имаме сакани ефекти во уживањето на самиот празник. Значи сите оние кои што најнапред биле на пости, на 40-дневниот пост, треба да внесуваат умерена масна исхрана, особено апелирам околу месото. Се она што ќе биде пропратено со некаде околу половина литар јогурт, затоа што тој ќе ги ублажува сите оние работи како оптеретувачки кои што ќе делуваат во нашиот организам и никако не прејадување со јајца. Се тоа би било убаво да бидат некаде околу максимум 3 јајца дневно, затоа што испостениот организам не е способен да ги прими таквите масноти во самиот организам и би можело да дојде до несакани последици од активирање на жолчното кесе во одредени ситуации до создавање на акутен панкреатит, што верувам дека никој не би си го посакал баш во овие убави моменти со празнично расположение, токму да заврши на клиника за да едноставно се санира ситуацијата која што се создаде. Така, токму затоа се надевам дека на сите наши гледачи ќе им помогнат денешните совети околу правилата за исхрана по постот и околу тоа како не треба да претеруваат и што треба да избегнуваат и во овие топли денови. А постот всушност представува прочистување на организмот, но еве да се навратиме нешто наназад за времето додека се постеше, може ќе користи и како совети за следните пости на сите наши гледачи. Каква храна се препорачува да се конзумира во текот на постењето? Дали треба да се избегне едноличната храна? Прво и основно постите секогаш, дури и научно е докажано, дека покрај духовното чистење на нашиот организам, ние си правиме и комплетна детоксикација. Што значи дека животинскиот протеин е оној кој што дефинитивно го оптоварува нашиот организам, а благодетите на сите оние кои што беа на пости се рефлектираше со подобрување на здравствената состојба, затоа што не беа дополнително токсицирани. Сега, оние кои што повеќе се ориентира на внес на јаглехидрати, значи тука позачистен внес на лебот, позачистен внес на оризот, компирот и така натака. Ако не водеа грижа, тогаш доаѓа до зголемување на килограмите, кои што е несакан ефект. Меѓутоа тоа ретко се случува, затоа што горе-доле сите знаат точно што треба да се јаде за време на постите и компензацијата во однос на невнесување на животински протеин со тешкиот јаглехидрат, значи лебот, компирот, оризот, благите работи. Например, многу често знам дека во овој период се консумира алвата или постните баклави како нешто што е десерт. Меѓутоа се тоа се компензира и самиот организам не може да дојде во можност да толку се наталожи или оптовари самата индивидуа која што го практикувала таквиот тип на режим на исхрана. Дефинитивно постите се здрави, дефинитивно се рефлектираат на подобрување на организмот и на метаболизмот и сите оние кои што се верници, кои што го практикуваа постот си направија само добро на сопственото здравје.
Така, споменавте дека претераното консумирање на јагле-хидрати може да доведе дури и до здебелување, а некои луѓе пак го поврзуваат постот токму и со слабењето и со диетите. Колку е тоа правилно и колку реално со постењето може да се изгубат килограми? Оние кои што се зависници од животински протеин, факт е дека ги симнуваат килограмите, затоа што селектираат се што е масна храна и едноставно се ориентираат на некаков поздрав начин на исхрана, значи не консумираат и алкохол, пошто во постите и алкохол е забранет. Така. Што значи дека со една избалансирана исхрана, на селекција на храната, секако се прави симнување на килограмите, чим ќе се селектира одреден нутритив кој што би се форсира. Со самите пости, внесот на јагле-хидратите се рефлектира кај оние кои што едноставно не можат без храна, па повеќе удираат на тој тип на храна, затоа што ако внесот на јагле-хидрати и на протеини не е добро искомбиниран, тогаш доаѓа до покачување на килограми. Самиот јагле-хидрат во колку се консумира, а нема воспоставено ред, тогаш се рефлектира и tekako на килограмите, а и на здравието. Значи, пред се многу е важно правилно да ги внесуваме нутритивите, без да се ограничуваме временски и количински, туку да имаме протокол на внес на нутритивите во текот на денот. Се знае дека овошјето секогаш се консумира во предпладневните часови, како продолжен доручек, тука доаѓаат јаткастите плодови, семките, нормално течностите кои што ќе бидат сразмерно распределени во текот на денот од 2 до 2,5 литра во едно денонокие. И нормално да биде сето тоа македонска кујна со свежи салати, барем сега пазарите се полни со изобилие на нутритиви кои што токму позитивно влијаат врз нашето здравје и едноставно врз се она што би се нарекло детоксикација на организмот, затоа што без се можеме, без течности, без свежи ензими од овошје и зеленчук не можеме. Така, до што може да доведе еве неправилното постење? Има луѓе кои што може би секој ден јадат една иста храна, дали тоа може некако да наштети на здравствената состојба? Па генерално премало е времето за да може да бидат, нашите пости изискуваат многу убава детоксикација на организмот, затоа што се така направени да самиот животински протеин се елиминира. Се некако се сведува на тој тип на храна и периодот е убав, а верувам дека никој лошо не видел од граф, леќа, боранија, грашо, кориз, компир, па не во големи количини. Меѓутоа во секој случај во таквите тие пости се наменети и за духовното чистење, кога ние и духовно си го чистиме организмот, тогаш значи дека го подобруваме собственото здравје. Сите такви пости се токму во одредени периоди направени, создадени, за да обично знаеме дека после пред новогодишните празници имаме уштедни божикните пости, сега се великденските, па ги имаме летните пости, така да се оној период кога на организмот и tekako му треба детоксикација, токму доаѓаат постите на време кога треба да се детоксицира организмот. А споменавте и дека пролетта е вистинско време за пролетна детоксикација на организмот. Сите оние кои што постале во изминатите 7 седмици ќе треба да продолжат да се хранат со здрава храна. Да, оние кои што сакаат да внимаваат на килограмите. Секако, затоа што лето иде, треба да се сигурна сум дека сите сакаат да внимаваат околу килограмите. Да поделиме неколку совети околу тоа што треба да се конзумира во текот на пролетта и како еве да симнеме неколку килограми да се подготвиме за на плажа. Прво и основно треба да биде со издржан начин на исхрана, значи со здрав и правилен начин на исхрана, без да се импровизира во однос на препишани диети или нешто што ќе биде гладување. Секогаш велам дека сум против било какво гладување за симнување на килограмите. Се мора да биде издржано со 3 оброка дневно, правилно распределени према дневниот биоритам, со внес на течности од 2 до 2,5 литра во текот на денот, од кој што секогаш инсистирам да бидат 1,5 литри природно цедени сокови, разблажени со вода и 1 литар вода. Се да биде македонска кујна и просредено со многу овошје и многу зеленчук, во кој што овошјето ќе биде во предпладневните часови. Се да биде македонска кујна пропратено со свежи салати кои што ќе бидат што побогати и што поразноврсни, се разбира нормално зачинети. Никогаш оброците да не се рипаат,
Дури и вечерата може да биде вечера која што ќе биде нешто што е лесно, чорбесто вариво, обавезно со свежа салата или пак ќе биде во неограничени количини свежа салата. Се она што го има на пазарите. Така. Колку оброци дневно треба да се конзумираат, бидејќи се повеќе светски специјалисти во однос на исхраната тврдат дека е подобро да се јадат макар и по 7-8 оброци дневно, меѓутоа во мали количини. Колку тоа е точно? Зависи за каква индивидуа станува збор. Значи, многу е важно индивидуалниот пристап кон она што се нарекува индивидуален режим на исхрана, што значи дека се зависи. Обично оброците треба да бидат помали, да кажеме, меѓутоа генерализирано на 3 оброка дневно, Така. кои што ќе бидат распределени во текот на денот, па до 5 оброка дневно. Меѓутоа многу е важно што ќе се јаде и кога ќе се јаде. Ако на некој му кажете дека треба да јаде 8 пати дневно, количината со текот на времето и континуитетот во внесот на оброците ќе се зголемува и после се контраиндицира и врз здравјето и врз килограмите. Сосема е доволно да се има од 3 до 5 оброка дневно во зависност од самата индивидуа, да бидат тие оброци здрави и правилно искомбинирани, пропратени со, повторно ќе кажам, доволен дез на течности. Така, се повеќе луѓе денес се одлучуваат на здрав начин на исхрана, а па со оглед на тоа како се движи вашата работа? Имате ли зголемена посета од луѓе кои што бараат индивидуален начин на исхрана да им се изработи и дали уште повеќе се зголемува интересот кон здравиот начин на живот? Да, апсолутно. Секојдневно се обраќаат за помош најразлични индивидуи, значи не само за зголемување или намалување на килограмите, туку и за решавање на одредени здравствени проблеми преку храна, затоа што знаеме дека храната може да биде наш лек или уништувач на нашето здравје. По однос на тоа како е културата и односот на индивидуата кон самата храна. Меѓутоа, се повеќе и повеќе се учиме како здраво да се храниме, се повеќе стануваме свесни дека храната е нешто без што не можеме да едноставно живееме. Така. И дека најдобро е да сето тоа се направи под стручен надзор и да си имаме индивидуален режим на исхрана и пристап како би можеле да бидеме здрави. Затоа што убаво кажале нашите стари како една поговорка, здравието доаѓа преку устата. Така. Пролетта е време за обнова и за будење на животната енергија. Посвен на здравата исхрана, на што друго треба да обратиме внимание за да го доведеме нашето тело во нормала и за да го подготвиме организмот за сончевите денови? Секогаш велам дека џабе некој ќе биде на здрав режим на исхрана ако нема физичка активност. Така. Значи мора да биде према неговата здравствена состојба, мора да биде физички активен. Дали тоа ќе биде пешачење, пливање, точак, возење или ролање. Сега веќе е пролет, па не можам да го спомнам скијањето како еден од елементите. Сите оние физички активности во посетување на одредени термини на фитнес, на аеробик, пилатес, не знам, зумба сега е актуелно, или пак танцување, или пак мора да има, или пак оние кои што сакаат кардио вежби во теретани или со индивидуален пристап на тренер кој што ќе ги вежба за да го обликуваат правилно телото. Значи, нема да имаат здрав дух и здраво тело ако немаат физичка активност, сето тоа подкрепено со здрава храна. Или пак, ако не се во можност за било што, нека имаат дневна маршрута на пешачење за да може да си го сочуваат сопственото здравје, а знаеме дека пешачењето е исто така една од може да се каже и најдобрите физички активности за сите оние кои што се во без можност да сето тоа го направат. Јас верувам дека сите ќе најдат време за кратка прошетка и пешачење во текот на денот. И времето сега го возможува, значи да се пешачи покрај реката Вардар, имаме толку убави направени кеови, да убаво е да си имаме период кога ќе си пешачиме и ќе се релаксираме едноставно со некое добро друштво. Така. И еве за крај да не должиме многу, еден апел до сите оние кои што можеби се уште не се одлучиле на здрава исхрана, зашто е потребно да го направат тоа? Па убаво кажав дека здравието е пред се, ако немаме здравие, џабе ние се што ќе имаме во животот. Секоја промена ако ја направиме и ја започнеме уште од денеска, не од првиот понеделник или од среда, како среќен ден среда, нели? Би си направиле добро си на себе,
Барем сега постојат едукативни емисии, постои тој фамозен интернет на кој што може се да се прочита во однос на сето тоа што може да се направи како промена во однос на режимот на исхрана. Убаво ќе кажам дека никој не може да се рефлектира на собственото здравје ако јаде нездрава исхрана, кога тогаш ќе го стигне проблемот на нездравата исхрана, а секој може со здрава исхрана да си го подобри собственото здравје. Така, госпоѓо Турунџиева, со оглед на тоа што е веќе втор ден од Великден, да ве прашам како вие ги поминувате великденските празници? Па убаво, затоа што периодот ми е на одмор и секогаш се трудам семејството да биде до мене, а и верувајте дека стварно ми треба многу одмор, па си дозволив овие празници малку да одмарам. Така, прекрасно. Јас ќе ви заблагодарам за вашето гостување. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина, бидејќи здравата исхрана е секогаш актуелна тема и секогаш е доволно интересна за сите наши гледачи. Токму така. Ви благодарам. Почитувани гледачи, вие останете со нас, одиме да се освежиме со малку музика, па продолжуваме понатаму бидејќи имаме уште интересни содржини за денес.